Само неколку часа откако американскиот председател Доналд Трамп на Твитер порача дека разговорот не е одговор во решавањето на проблемот со ракетните проби на Северна Кореја, секретарот за одбрана Джеймс Матис изрази спротивставено мислење. Секретарот Матис на состанокот во Вашингтон со министерот за одбрана на Јужна Кореја Сонг Јунг Мо рече дека Соединетите држави никогаш не биле надвор од дипломатските опции. No, we're never out of diplomatic solutions. We continue to work together, and the minister and I share a responsibility to provide for the protection of our nations, our populations, and our interests. Предходно, председателот Доналд Трамп исклучи секакви дипломатски преговори со Северна Кореја, порачувајќи дека Соединетите држави 25 години разговараа со Северна Кореја и оти разговорот не е одговор. Во вторникот, Северна Кореја лансира уште една ракета која може да носи нуклеарна боева глава, овој пат директно насочена над Јапонија. Но овој потек се гледа како на покажување инат од страна на лидерот Ким Џонг Ун во врска со претходната порака на председателот Трамп, кој го предупреди дека доколку продолжи со ракетните проби, ќе се соочи со оган и бес. Во меѓувреме, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров побара од Соединетите држави да се воздржат од воена акција против Северна Кореја. Тој имал телефонски разговор со американскиот државен секретар Рекс Тилерсон. Лавров, како што соопшти руското министерство за надворешни работи, му рекол на Тилерсон дека секаква американска воена акција против Северна Кореја ќе биде полна со непредвидливи последици. Тој исто така му порачал на Тилерсон дека евентуални натамошни санкции врз Северна Кореја ќе бидат контрапродуктивни.